Почитувани колеги пратеници, на самиот почеток од ова мое кратко обраќање, сакам да искажам искрено жалење за потпалувањето на меѓуетничките односи во Република Македонија, нешто што се случува речиси секогаш пред секој извештај на НАТО, Европската Унија или пред локалните избори. Сакам да искажам искрено жалење за младите кои што се жртви на ваквите сценарија и да испратиме јасна порака до сите граѓани на оваа земја да не се вплеткуваат во политички сценарија кои што одат на штета на граѓаните на Република Македонија. Сега, однос на законот. Благодарам, председателе. Чувствував потреба и како член на Комитетот за односи меѓу заедниците и како граѓани на оваа земја да го кажам ова. Сега, по однос на законот, зошто бараме да имаме во процедура повторно за неколку дена, како што го променивме изборниот законник, повторно да имаме во процедура измена на изборниот законник надвор од сите правила кои што се познати на парламентарната демократија во Република Македонија. Затоа што во текот на вчерашниот ден беше постигнат договор благодарение на кој што се врати опозицијата од улиците, го прекина бојкотот и сакам да го поздравам ваквиот чин на опозицијата и нивното дејствување во рамките на институциите на системот. Беше постигнат договор за предвремени парламентарни избори, да нема одложување на локалните избори, се со цел да се врати нормалниот живот, политички и секаков живот во оваа земја и со цел Република Македонија да продолжи да чекори нормално кон Европската Унија и НАТО. Тоа им го должиме на сите граѓани во оваа земја. Тоа е наша обврска согласно договорот, да дадеме уште 5 дена за да може опозицијата да ги поднесе своите листи за градоначалници и советници и да учествува на локалните избори кои што се пред нас. Благодарам.